Масовен протест на тутунарите во Прилеп кои продефилираа низ центарот на градот со трактори, возила, дел од нив одеа и пешки. Незадоволни се од проценките на тутунот кој се откупува по само околу 100 денари за килограм. Со оваа цена не им се покривале ниту трошоците. Велат, срамота е килограм тутун да чини колку една кутија цигари. Нашата мака вреди една кутија цигари. Станување во 2 сато, целодневна работа вреди 100 денари. Кило тутун ни се зема за 100 денари. Се проценува во 3-та и 4-та класа, одбитоци 10 на 100. Луѓето одбива да го дават, не може да ги покријат ни собствените трошоци. Не кошта 150, ни го земаат за 120. Ова не може да вака да биде. Никакви политички партии за нас не стоја. Ние сме македонци, албанци, турци, муслимани, роби, сите националности. Нас никој не обедини маката. Не се согласуваат со ставовите дека годинава реколтата имала послаб квалитет за разлика од лани. Бараа државата да им гарантира дека цената нема да биде пониска од 200 денари за килограм, а во спротивно се заканија со протести во повеќе градови и со радикализација на истите. Значи да се откупи целокупниот тутун, не само по договорите, луѓето има произведено 1000 килограм, има договор за 800. Тие 200 кај ќе ги носат. Значи мора да се плати, да се преземи тоа. Од утре почнува цела Македонија. Сегде кај што има тутун производители. Нема да застанеме, луѓе. Властите, бидејќи е ковид криза, нека имаат во обзир, имаат и одговорност. Нека го решат проблемот веднаш и сега, а не да дозволат да се масовно собираме. Ќе земеме по радикални мерки. Маката нема да ја дадиме џабе. Тутунарите сега не го предаваат тутунот, ако лани ова време имало предадено 10 милиони килограми тутун, сега се предадени само околу 250.000 килограми. Велат со години немало вакви ниски цени, бараат поголема поддршка и од Сдруженијето на тутунари. И самата цена годинава кажува дека не се плаќа и не се цени реално тутун. Сега за брзо овие години последните се нема случајно за оваа цена да биде тутун. Сдруженијето го немаше нигде, чакаше ние како иницијативен одбор да застанеме за народот и народот со нас, за тоа Сдруженијето да се јави и да не поддржи. Исто така вчера мислам дека излезе председател на Сдружение дека ќе повлечи поверениците за утре и за вторник. Па ќе видиме како ќе биде. Министерот за земјоделство Арјенит Хоџа пред неколку дена рече дека ќе се потрудил во договор со откупувачите да се укине 4-та класа која што е премногу ниска и ги повика сите тутунари да ги пријавуваат неправилностите. Тој не ја исклучи можноста деновиве да ги посети пунктовите во Прилепско доколку продолжи ваквото незадоволство на тутунарите.